Civil Media. Господин Хајредини, како би ги коментирале буџетските проекции на владата за 2019 година? Потребно ли е толкаво зголемување на буџетот, особено ако земеме една споредба со 2018 година, каде што буџетот, да речеме, на Министерството за финансии за наредната година е зголемен за 3 пати, или пак буџетот на Агенцијата за катастар е исто така зголемен за 3 пати. Кои се вашите коментари? Па во врска со расправата јавна за буџетот за 2019 и изјавите на надлежните, министерот за финансии, премиерот, заменик премиерот за економски прашања, јас синојка пуштив на Фејсбук еден статус од кој сакам да ја почнам овој мој осврт за буџетот, во кој кажав дека не памтам кога некој министр за финансии рекол дека буџетот што тој го предлага не е развоен или дека не се разликува од другите буџети. Инаку, според моје мислење, сите буџети од претходните се разликуваат само по тоа што се најголеми. Истото важи и за буџетот за 2019 година. Ова го кажувам затоа што младиот, инаку писмен министер, во јавните настапи често употребува оценка дека ова прв пат е буџетот ваков, прв пат имаме развоен буџет, прв пат предлагаме прогресивен данок. Јас можам него, како млад, да реше прв пат, не поради тоа што он е млад, меѓутоа ја верувам во него, дека на економски факултет, кога учат разни предмети, прво во сите, во уводниот дел е историјатот на некоја работа. Према тоа не мислам, не го правдам да он да не учил дека овие феномени кои он ги смета за прв пат, не се прв пат, туку он не ги памти, а ако ги читал многу брзо ги заборави. Второ, начелна забелешка е дека немаше потреба ова влада, дури и од минатата година, и ова, буџетот да го користи за пропаганда, политичка, партиска, владина и така натаму, затоа што наследниве еден период кој таа партиска пропаганда жестока беше најударна во историјата на Македонија. Второ, не држи изјавата на премиерот дека наредната година нема да се бавиме со други проблеми, него ќе биде економска година, што е мало нелогична, затоа што не памтили премиерот дека со таква изјава 2006 стартираше Никола Груевски, кога рече дека програмата партиска негова, преродбата негова, ќе оствари со тоа што првите 2 години ќе прави мораториум за сите други теми, него само за економијата. Тоа за етничките прашања нема да расправаме. Тоа беше во тоа време порака до албанските партии што трчат да станат со него коалициони партнери, дека не се надевајте дека ќе се бавам со вашите барања. Он така и постапи. Меѓутоа, он тоа нема, кога се работи за економијата, да речеш дека некоја година не ќе биде економска. Економска треба и мора да бидат сите економски години. Затоа што економијата е сосема друго од другите проблеми. Може премиерот да има за некоја година или за некој конкретен период
некој горлив проблем политички, како што он му се појави на овој премиер, прашањето со решавањето на името и спорот што го имавме со Грција, кој, ете, нажалост, се уште и не е дефинитивно решен. Меѓутоа, апсолутно не може да се рече дека заради тоа нема да обрнува внимание на економијата. Со економија се бават сите граѓани, целиот народ, затоа што со тоа обезбедуваат елементарни материјални услови за екзистенција. Према тоа не може да престане ова година, нема да работиме. Друго, владите, за тоа што е составено од многу сектори, од многу ресори, има луѓе кои исклучиво се бават со економија, независно кои други проблеми државата од таа година го има. Исто така никој не очекува дека премиерот е тој што секој ден пред себе треба да ги има оперативно економските проблеми или предизвици. Jer премиер може да биде и некој доктор, како што во светот има. Премиер може да биде некој композитор. Тоа е сосема друга работа. Меѓутоа, да се рече дека нема ова година да се бавиме со економија или ова година ќе се бавиме со економија, тоа е контрадикторно, тоа е нелогично и не треба тоа. И се враќаме сега за јавните расправи околу буџетот за 2019 година. Се стартираше 2018 со она што сите знаевме и сме зборувале, дека претходната влада на ВМРО безмилосно трошела од буџетот. Безмилосно. Тоа што значи? Дека во буџетот наследен од 2016 имало внатре многу пари за да ВМРО безмилосно троши. Меѓутоа и минатата година прв пат ова влада креираше буџет кој беше исто така поголем од оној од 2016 година. Што со тоа стана? Јас и многу други со мене. Па и самите тие од СДСМ како опозицијска партија, тие буџети ги напаѓавме дека внатре овозможеле да се трошат не само за несоодветни намени, за Скопје 2014 и други глупи намени за трошење пари, него и големи пари, како што своевремено кажала и Катица во некоја прилика, дека огромни пари од буџетот завршиле во джебовите на Сојузничкото здружување и така натаму. Ова што почнато го нагласив да го повторам. Па не може Македонија да има развоен буџет ако дупло повеќе од буџетот, дупло повеќе пари треба да намени за дотација на пензискиот фонд отколку за јавни вложувања за инфраструктурни проекти, патна енергетска инфраструктура и така натаму. Тоа и да сакаме државата ни е таква да ние не можеме многу да имаме. Према тоа, ако минатата година, што е абсурд, околу 400 милиона евра планира да трошат за јавни и вложувања од буџетот, а не успеа со крајот на 9 месец да трошат ни третина од тоа. Тоа трошењето на планираните средства за инвестиции не е едноставна работа. Ти можеш и да ги предвидиш, ама не можеш да ги префрлиш во готово на некое министерство, па правите што сакате. За да се тие средства влечат од буџетот, треба многу работа. Треба проектите да бидат готови. Тоа кај нас не е сега, тоа е болка од 30 години. И тие мали пари што ги наменуваме за јавни инвестиции, институциите државни, министерствата, немат административен капацитет да ги црпат, да ги трошат и така натаму. Ако Анѓушев
заменикот изразува оптимизам дека последните 2 месеца ќе ги трошиме, тоа не е, он е практичар. Тоа не е можно. Тоа знаеш кога е можно? Да се договорат со партнерите, да им ги префрлат пред време парите, за да се евидентира дека отишле, а тие работите да ги извршат наредната година. А тие договарања не се исклучени. Лечете ги да ни влезе внатре дека. Меѓутоа, компаниите треба да платат ДДВ за тоа и треба да го вратат. Немат таков интерес. Претходната влада имаше такви дилови со одделни фирми, најмногу со бетон, па и со гранит, па и други да не ги набројам. Значи да се почне со истата практика, практика за која заменикот премиер не е без искуство во тоа. И порано бил клиент на владата со оглед на неговиот бизнис со енергетиката. Само еден што е многу битно, jer имаме влада во која коалиционен партнер бил тој и со претходната и со ова. 5 години кадрите на ДУИ, jer таму така се водат, за реконструкција на театарот на албанците на Биг Пазар, каде не можеш да влезеш, jer тоа е покриен со трули, лубеници, дињи и банани. Така е околината. Таму е театарот. 5 години трае реконструкцијата Македонскиот народен театар, кој чинеше околу 50 милиона евра, беше изграден за 2 или 3 години. Целиот. За 5 години 90% од проектите за Скопје 2014 беа завршени. 5 години не може се заврши реконструкција на објект. Го слушам некои овие апологетите, демагозите на ДУИ, тие немале време овие работи тековни да ги следат и да ги пратат, затоа што 16 години биле ангажирани за интегрирање во НАТО и благодарение нивно, сега сме толку близу до интеграцијата во Европска Унија и во НАТО. Еве, со што? Второ, да не сакам да испуштам, 10 години ова партија, што беше ортак со Груевски, плаќаше илјади партијски активисти, им ги праќаше парите во дома. Тие беа должни, не знаеме како се регрутирани тие луѓе, само да отворат банкарска сметка, да го дават името и презимето да влезат во списокот кај секретаријатот за оспроведување на Охридскиот договор и да чекат да им дојдат парите, без да ги види некој, без тие да се јават. Меѓутоа, пошто гледаме ова година 6 месеци, самиот заменик премиер не се јавува на работа, нити оди на седници на владата, и никој не забележува дека он го нема, према тоа нема ништо да работат. И, да иронијата да биде уште поголема, чека 10 години сега еден друг талентиран министер од СДСМ да дојде во Министерството за информатичка технологија и државна администрација. Тој па сега, замислите, наоѓа, открива работни места, илјади, во државна администрација. Да се вратиме сега на буџетот. Па каде биле тие работни места што постоеле, а никој не ги гледал кај се? И второ, да утре, вчера или завчера да изјави дека вишокот што го имаме, и реднаш вика имаме, немаме вишок во државната администрација, да каже дека едни неспособните ќе ги нудат, има неспособни, тие ќе ги нудат на стопанството. Па кој е тоа стопанство, кој е тој бизнесмен што ќе ангажира она што не вреди во државната администрација, па овој ќе им ги дава со список како да се тие вреќи со компјутер. Па тоа се млади луѓе, тоа се луѓе кои се интелигентни, па тие не може
некој да му ги дава или да ги земе. И друго, не сега, 30 години има забелешка и знаеме и самите, јас сум бил, сме имале тврди докази дека Македонија со ова големина, со население што има премногу вработени во државната администрација. Не зборува ова, сум имал прилика министар за финансии да го прашам, врз база на кој закон ти праќаш дома пари некому да не дојде на работа, само партијата на власт да ги користи за гласање. И тоа година повторно имаме зголемување на буџетот на секретаријатот за спроведување. Никој не прашува после 17 години спроведување, а јас тврдам дека секоја година по 100.000 евра давале, переле, да кажам, за некој да анализира спроведувањето на Охридскиот договор Македонија. Охридскиот договор има 5 точки, 4, да прекине судирото, вооружението. Заврши. После тоа има други, и да се изврши ресоциализација на учесниците. Тоа исто така бара пари, меѓутоа таа ресоциализација ништо до денеска не е спроведена. Што е спроведена? Спроведена е само тоа што Груевски во договор со Али Ахмети негде 2008-2009 го донесе, не беше закон, него автентична интерпретација на законот за амнестија, да се ослободат случаите кои Хашкиот суд ги пренесе во компетенција на Македонија. И слушаме бомба, кога Груевски ги моли, ја моли ова Силвана, фамозната со теренските дотатоци, да викни ги да дојдат, jer не влегува во сала пратениците од Бор, мора да гласат за таква работа. А сам Груевски, како и секогаш, не присуствуваше. Викни ги да дојдат да гласат и со тоа ќе бидеме раат цел мандат. Буквално вака. И можеше да троши милиарди, да ги фрли во и покрај Вардар, а представниците на ДУИ во владата да не зуцнат. Значи ли ова дека не се повторува историјата? Не се повторува историјата, меѓутоа сите ние што вака се баратаме со овие факти, се уште, па и уште и денеска и утре сме се надевале и уште не сме и уште се надеваме дека да се реши овој голем проблем на Македонија. Да се вратиме накусо на навалувањето пак на некои од буџетите за наредната година. Например, намален е буџетот на сите државни инспекторати во време кога сметам дека ни се најпотребни, особено кога станува збор за заштита на човековите работничките права. Намален е буџетот на Министерството за култура и особено интересно е што е намален буџетот на Министерството за локална самоуправа во време кога имаме година која што ја завршуваме со покривање на дупките на буџетите во општините. Како би го искоментирале ова? Сето тоа сте вие во право, за овие намени што ги испомнувате, не смее уопште да се намалат. А од друга страна да се зголемат платите во... И тоа не е селективно. Да се зголемат платите на државната администрација, да се зголемат наводно дека некои ситни расходи, а многу во пропаганда да ги користат, дека разни субвенции, дотации за потикнување на извозот, за земјоделците, за ова, за она, мислам дека со тоа апсолутно не е оправдано, во буџетот не сме многу буџетот да биде за никакви субвенции, дотации и така натаму, него што повеќе пари треба да се зафатат од буџетот и да одат во буџет, да се остави стопанствениците да имат повеќе пари. Зашто ова се прави? Ова се прави затоа што кога он предвидува мали средства за разни дотации, субвенции и така натаму, тука опфаќат голем број луѓе, а тоа значи читајте голем број гласачи.
Значи, тие голем број луѓе им требат да бидат потенцијални гласачи за партиите на власт, а ќе се земат од приходите и вика ќе носиме ова зголемување од прогресивниот данок од не цели 25 милиона евра. Месец дена се бавим, на жалост, министерот образложувајќи дека реформа во даночниот систем. Па можно ли е тоа да се дада таква важност на една наводна реформа, чиј ефект е 25 милиона, ако е толку, приход во буџетот од 3 милиарди и 700, значи не еден, него пола скоро на 100 од буџетот. Тоа се прави како тема, професори излага, ја бев еднаш два пати, кажав ова што го кажав, и веќе не ме викна, и он со тоа да цело време како професор дека еве сме го намалиле дефицитот оваа година во однос на лани, се кажуваат во проценти за да биде јасно за граѓаните, станува збор за намалување од 8 милиона евра. Демек тоа голем успех на оваа влада. Прв пат се случува и така натаму. Да се навратиме малку назад. Може ли накратко да ми го скоментирате законот за финансирање на политички партии? Видете, можам, еве зашто е моje мислење. Доколку политичките партии, како што е историја на Македонија, бидат тие што ги имавме и се уште ги имаме, тие, ако власта, кога се на власт ја користат за партиски цели, уопште не е битно колку пари земат како дотација од буџетот, иако не треба да земат, нема толку има дупки во релациите меѓу партиите и на власт. Толку има можности преку нивните клиенти да ги покријат трошоците на партиите. А како би го искоментирале финансирањето на референдумот, особено во делот на кампањите? Па да има некоја регулатива за кампањите, меѓутоа тука се станува збор какви се тие механизми меѓу медиумите и партиите. Таму има некои механизми и таму мало има можност да им дават повеќе. Знам дека и не им дават многу. Со големи попусти им префрлат за да во предизборната кампања ја користат медиумите да ги користат. Меѓутоа, ние читаме, јас сам, и не е тешко да се знае тоа. Вика, јас знам бизнисменот Тетово кој е во список дека дал 1000 евра донација на ДУИ. Го знам човекот, пријател ми е. Се што се штампа во Македонија, се што има потреба, оди преку неговата штампарија, каде што он има можност таму, кога ги паат договорите за штампарење, тие не толку, 100.000 да бидат префрлени до партиите. Како би го искоментирале прогресивниот данок? Какви ефекти очекувате? Кога министерот за финансии вика дека парите што ќе ги добиеме од прогресивниот данок, 25 на милиони, ќе ги насочиме за решавање на најсиромашните слоеви, тоа е нелогично. Нема во принципите на правење на буџети одделни приходи да бидат насочени за одделни расходи. Све принципот е све во буџет, све од буџет. Една е приходната страна, сосема е друга расходната страна. Таму има социјални програми за решавање на проблемите, на социјалните трансфери. Како тоа, па да го прашам министерот? А од кој тоа пари одат овие што им се праќат дома без да работат? Дали тие пари на сиромашните одма ќе им кажува, види, не се обоени парите, па еве овие пари влегле, ги имаме за вас наменете, па ќе одат овие за вас. Тоа исто така, не викам дека
Не викам дека министерот не знае теоретски во никој случај. Он е професор по економија, учел како јас сум за. Меѓутоа, он е чесен до сега, барем. Не се сомневам дека он би навлекол во коруптивни дела што сме биле до сега сведоци и што сме и сега. Кога преска ги спомнав неодделни дотации и така натаму за иновации, за дотации на културните установи, ние видовме дека случајно таму се најдува многу луѓе роднини на актуелните кадри на партиите на власт. Истото тоа што сме го имали и порано. Па и со тие сиромашните, ако е така, пак ќе стигнат нивните сиромашни да земат пари, ако тоа сакат. А меѓутоа, гледаме дека немал број од нив сакат. Цивил медија